Можете ли да се пресетите во колку животни ситуации сте сакале да кажете не, а всушност се кажале да? Се буди ли во вас чувство на неправда кон самите себе си? Добре дојдовте! Како сте, драги мои? Се надеваме наоѓам во одлично здравје. Еве не повторно во семејна соба со мене Александра Мишовска. Денешната тема е граници. Ке говориме за границите, зошто се важни, како да ги поставиме, како да ги одржуваме. Но да почнеме. Видете, границите всушност не представуваат зидови кои што нас не дистанцираат и не оддалечуваат од другите. Напротив, границите се тука за да ни овозможат да го заштитиме она што е наше, автентично и свое во релациите со останатите. Зошто е ова особено важно? Затоа што ако нашите граници не се јасно дефинирани, не се цврсти и флексибилни, ние ќе се претопиме во релациите со односите. Дали тоа ќе биде со нашиот партнер, со нашите родители, со нашите деца. Затоа се особено важни границите. Понатаму, особено се важни затоа што тие ни овозможуваат и го заштитуваат она што е наше, односно тие ни овозможуваат и ни покажуваат и на нам и на останатите докаде може, колку ние сме подготвени и способни да пружиме и да дадеме. Значи каде е границата кога велиме стоп? Понатаму во кои ситуации сме подготвени да ги браниме нашите ставови, да ги браниме нашите граници. Затоа го поставив и првото прашање, кое што велеше во колку животни ситуации, наместо да кажете не, вие сте кажале да. Што мислите? Зошто е тоа така? Дали во нашиот балкански менталитет ние сме кодирани, па културноста, да речам, финоќата, или кога сме фини, нели културни, ние не сме учени да кажуваме дека постојано треба да бидеме достапни, да кажуваме да. За жал, може би повеќето од нас се така воспитувани, но верувајте, здравата граница е флексибилна граница. Таа го штити нашето внатрешно јас и обезбедува правилна комуникација со останатите односи и со останатите релации. Па да видиме. Какви се типови на граници постојат? Кои граници вие ги познавате? Сигурно сум дека ги познавате физичките граници или физичката граница која што обезбедува и го заштитува нашиот персонален или личен простор. Па често може би сте сретнале личности кои што не сакаат да се ракуваат со вас, не сакаат да се прегрнат со вас и така натака. Верувајте, нема да им замерувате на тие личности. Тие едноставно го штитат својот персонален простор и тоа е сосема во ред. Истото топло го препорачувам така да ги воспитувате и учите и вашите мали деца. Во ред е да се прегрнуваме и бакнуваме, гушкаме и допираме со домашните и блиските, може би евентуално со баба и со дедо. Но со останатите, ите како е важно да ги научите вашите мали дечиња да ги поставуваат физичките граници. Понатаму, внатрешните граници исто така се поврзуваат со нашите емоционални граници. Реакциите, импулсите, и како ни укажуваат дека некој од нашата граница е нарушена. Затоа и ве споменав и ве прашав со чувството на неправда. Така да, понатаму споминавме емоционалните граници. Да видиме, кои други функции ги имаат границите? Што мислите, какви функции имаат? Па заштитната функција, таа е можеби воедно и најважната. Заштитната функција. Понатаму продолжуваме временски граници. Кои се тие временски граници? Какви се тие временски граници? Временските граници се всушност времето кое што и енергијата, количеството на енергија кој што ние го трошиме во однос со останатите и во однос со самите себе си. Па ќе ве прашам, минувате ли вие доволно време сами со себе? Користите ли, трошите ли, креирате ли квалитетно време за самите себе си? Го креирате ли со вашите блиски? И тоа е како важно да се менаџира. Понатаму релацијските граници. Релацијските граници мислам дека на сите ни се сосема јасни и ги објаснив и на самиот почеток. Тоа се границите кои што ние ги воспоставуваме со сите останати релации во животот, односно со сите останати луѓе. Па да видиме. Велиме, од една страна не е ни премногу добро да имаме крути и цврсти граници, од друга страна да немаме премногу и пропустливи, односно лабави граници. Што овозможуваат тие лабави граници?
Тие овозможуваат чувството на потреба да угодуваме и удоволуваме на другите, затоа што се плашиме од отфрлање, од напуштање, затоа постојано угодуваме и себе си се смалуваме во интерес на другите, односно воопшто немаме граници или не ги почитуваме своите граници. Додека од другата страна, нели, на оската, велиме ригидни, крути граници. Тоа се кај личности кои што тешко остваруваат или даваат доверба на останатите. Нивните граници се многу ригидни, односно тешко може да се продре, да се влезе во тој систем или да се излезе од тој систем. Но да се вратиме. Постојано следам и ги пратам содржините на интернет и гледам дека сите говорат, изборуваат за границите, кажуваат примери. Па еве да видиме, како би се носеле вие, како би ги поставиле вие границите, или во ситуација во која што имате желба и внатрешен порив да кажете не, но велите упорно да. Пред се, именувајте го чувството кое што во презема во конкретниот момент, затоа што со самото именување вие обојувате го доживувањето и чувството, ја превземате неговата моќ и сила. Понатаму, преживете го моментот, бидете учтиви и јасни и кажете наместо да, во ред ке ти помогнам или ке дојдам или ке направам, биди осечен и јасен, кажи ти благодарам што сум поканет или ме вклучи, но овој пат јас не можам. Не се вклопуваш во мојот план, немам доволно време, имам други обврски и така натака. Со тоа што воедно обезбедувате да ги заштитите своите граници и ја одржавате онаа релацијска граница за која што говоревме пред малку. Во контекст на заклучокот и на крајот од овој наш денесен разговор ќе повторам. Границите не се граници или borders, што би рекле на англиски, тие не поставуваат некаква невидлива и физичка пречка со нас. Тие се тука за да го заштитат нашето јас, да ја заштитат нашата благосостојба, нашиот мир и спокој, но воедно да обезбедат и правилни релации и релацијски односи со останатите. Јас ве поздравувам, бакнувам и гушкам и со нетрпение ве очекувам во следната епизода. Довидување!